Поштувани, се враќаме назад во овој последен блок во кој што ве дружиме јас и колешката Кристина Атовска. Со нас е и колегата Дејан Андоновиќ, со кого стандардно знаете разговараме за настаните од регионот и светот и се обидуваме да ги анализираме сите оние случувања кои што се релевантни за нас, а конкретно денеска. Пред да преидеме на разговорот, темата на која што ќе разговараме ќе најавиме преку следниот прилог и она што го најавивме на самиот почеток, а тоа е дека на недела дена пред посетата во Белград, веќе специјалните единици кои што треба да го обезбедуваат рускиот претседател Владимир Путин се стигнати во Србија. Предлагам тука да го погледнеме прилогот на колешката Бојана Нојќ, па потоа се враќаме назад, но што туку ми извести од режијата дека прилогот не може да се емитува во овој момент, така што ќе продолжиме, ќе преминеме на разговорот, да. Информацијата е таа дека недела дена пред пристигнувањето на Путин, односно пред официјалната средба, се пристигнати специјални единици кои што треба да го обезбедуваат претседателот и токму така, не само недела дена претходно, многу подолго време во Белград и во Србија, особено во Белград, се присутни најблиската, би рекол, заштитна гарда на претседател Владимир Путин. Тие се околу 250 врвни професионалци, припадници на специјалните единици, антитерористички единици, кои ги преземаат сите безбедносни мерки околу трасата, каде ќе се движи Владимир Путин, но и соработка со српската полиција, со оние полицајци кои ќе бидат во блискиот круг на претседателот Путин, и тие исто така се беа подложни изминатиот период на безбедносни мерки и на испитувања, да се види кои се, што се и како се, со цел да се сведе безбедносниот ризик на минимум. Исто така ќе додадам дека во тие 250 луѓе кои патуваат секаде во свет со Владимир Путин, не се само припадници на специјални единици, тука има и врвни експерти за хемиско и биолошко оружје, има врвни експерти за храна, има еден податок дека тие врвни експерти за храна, за телекомуникации, за сајбер криминал и за биохемиско оружје до сега најмалку 5 пати спречиле изминатиот период обид за атентат. Тоа е еден протокол кој што очекувам, бидејќи сепак станува збор за Путин, претседателот на Руската Федерација. Дури еве еден податок кога се акредитираше нашата екипа во оваа прилика и да најавиме дека еден ТВ ќе го следи настанот и ќе се известува од таму од Белград. Акредитациите беа прилично строги, се бараше време кога ќе влеземе во државата, кога ќе излеземе. Тоа е неспорно, но еве, бидејќи не се знае официјалната програма на посетата, се уште се работи на официјалната програма. Што можеме да очекуваме, каква би била агендата, кои би биле по линијата на интерес на рускиот претседател? Тука би сакала да се надоврзам и со една друга информација која излезе деновиве, а тоа е дека Русија ќе му врачи орден на српскиот претседател Александар Вучич. Значи да ги почнеме работите поред. Што се однесува до безбедноста, сакав само да докажам дека веќе во српската престолнина се обезбедени трасите каде што ќе се движи, ако не се јавно објавени каде се трасите, заварени се сите шахти, што е нормален, да кажеме, безбедносен протокол. Исто така долж трасата по објектите ќе бидат распоредени руски снајперисти, но и српски снајперисти кои ќе се грижат околу безбедноста, а граѓаните и жителите на зградите кои се долж трасата веќе имаат налог да им се затворени прозорците и спуштени завесите и ролетните, што се однесува до тој безбедносни оддел. Што се однесува до другиот дел што ме праша, а тоа е што точно можеме да очекуваме од посетата на Путин. Најавени се најмалку 20 билатерални договори, ќе бидат од областа на енергетиката и безбедноста во енергетика. Значи, тука треба веројатно да се подпише оној фамозен турски ток, значи за гасификација, исто така војни, економски договори. Но оно што е најважно е дека доаѓањето на Путин во овој период на годината, во овие околности каде што се наоѓа Србија, но и светот, представува голема чест за Србија, како што самите рекоа, но и јасен сигнал дека Србија... Извини што ќе те прекинам овде, меѓутоа како ќе влијае тоа во односите со оглед на актуелната состојба со Косово? Како ќе го сватат ова, на пример, Европската унија? Сигналот е јасен. Русија стои за Србија. Ке го одговорам и твоето прашање да не испадне во прилог на гледачите за орденот Александар Невски. Самиот факт дека после 100 години првпат еден србин, српски државник, добива таков еден од највисоките руски ордени Александар Невски, укажува како се однесува Русија кон Србија и каде е Србија на агендата на Русија. Само сакам еден податок да дадам дека досега овој орден од Русија го добиле тројца Срби: Александар Караѓорđević, Милан Обреновиќ и
последниот пред точно 100 години тогашниот премиер на Србија и нивна ми се чини еден од добрите премиери на Србија политичари Никола Пашич. Давањето на Вучич после 100 години на овој орден само укажува дека очигледно Русија е многу и значи ова што го работи Србија во моментов, но и му дава една политичка, ми се чини, димензија на самиот Александар Вучич, кој пак ќе повторам, покрај оние три историски личности, тој е четвртиот. Тоа не е случајно, Русија не е било која држава да даде така лесно еден орден. Само кажува дека Русија очигледно останува овдека. Колку тоа им ги меша лончињата на Европската унија и Соединетите американски држави? Извини, дали Европската унија ќе има доверба во понатамошните преговори во Србија после оваа средба? Со оглед на фактот дека веќе на сите ќе им стане јасно колкава е поддршката помеѓу овие две земји. Значи, Кристина, мора да се знае една работа. Доаѓањето на Путин во Белград не е толку голем потек за Русија и Србија, колку е сигналот испратен до Западот дека Москва и официјално веќе не крие дека ќе се вмеша во наредниот период во решавањето на регионалните проблеми. На ова негово доаѓање сакам да потсетам дека Доналд Трамп ги повика српскиот и косовскиот претседател во Вашингтон и најави дека ќе се вмеша во диалогот Белград и Приштина. Со доаѓањето на Путин само се покажува дека и Путин планира да се вмеша во истиот тој диалог. А неговите ставови, неговата поддршка ќе биде повеќе во насока на српската страна, претпоставувам. Ќе биде овие билатерални договори, но јас ќе кажам уште еден сигнал, ако ми дозволиш само. Според досегашните сознанија на белградските медиуми, меѓутоа тоа е неофицијално, но веројатно ќе биде, Путин планира 2 дена да остане во Белград. И тој ќе преноќи во Белград. Тоа е невидено во неговиот протокол, ако се земе во предвид дека Путин се зборува дури дека и ќе отиде до Ниш на посет. Но јас сакав на оваа димензија да дадам. Путин е познат како политичар кој оди некаде на состанок у некоја држава, седи 3-4 часа и се враќа дома или оди на друга посета. А гестот дека ќе остане да спие во Белград е само уште еден сигнал на нивните големо руско-српски врски кои се унапредуваат. И сакам само да докажам дека ќе преноќи во една вила во Дедиње. На Дедиње тој е оној елитниот белградски, дипломатски елитен дел на Белград, во една од вилите направени за поранешниот претседател Јосип Броз Тито, а таа е веќе прилагодена изминативе 3 месеци, е веќе готова, така да кога ќе дојде, се ќе биде прилагодено за него. Колку од овие пораки и сигнали можеме да очекуваме од северот да дојдат кај нас на југот и покрај нашите цврсти заложби кон Европската унија и НАТО? Повторно ќе кажам, доаѓањето на Путин во Србија е јасен сигнал и за Западот, и јасна поддршка за Србија и српската политика која ја води, но исто така и Србија на некој начин ја става во улога на тоа дека Русија ќе стои зад нив и дека сите понатамошни чекори кои ќе ги прави меѓународната заедница ќе мора да ја праша и Москва. Да, јас тука ќе ти се заблагодарам за денешниот разговор во отвореното студио. Доколку го имаме на линк колегата Игор Стефановски, се уште не е подготвен. Тогаш јас и ти ќе преминеме обраќање на Кристијан Мицковски, на лидерот на опозицијата. Ќе преминеме ние на следната тема, па кога ќе се јави колегата Игор Стефановски кој го следи настанот, ќе го вклучиме директно во програма. Овде ќе го повикаме ставот на Садула Усеини, директор на трансфузиологија, а темата која ќе отвориме е оној скандал кој беше објавен пред 2 дена. А тоа е дека количина од даруваната крв сепак завршува во отпад и не се употребува, меѓутоа од режијата ми сигнализираа дека се уште не е подготвен неговиот став. Во тој случај одиме со краток џингл, па се враќаме во студиото со следната наша гостинка.